пати некако се одложува седмицава на комисијата. Што е проблемот? Че нема никаков проблем, очигледно така се погодила, да речем, тајмингот. Значи и во петокот кога се одложи имаше доста активности во собранието. Исто така и денес има доста активности во собранието. Ние почнавме со Валја да дискутираме по законите. Гледате дека си имаше расправа, така да продолжението веројатно ќе се закаже кога ќе има можност да се продолжи и тераме на тоа. Го согласивте ли ставовите на работните групи или се уште постои одредено? Значи, и како и прошлиот пат што кажав, има некои работи кои што се уште ги согласуваме. Преку амандманска расправа ќе видиме дали тоа можеме да ги доусогласиме. Има некои работи кои што веќе ги договоривме, мислам, што се вика, ги согласивме некои предлога амандмани што беа дадени, така да кој ќе почне амандманската расправа ќе се додефинират работи. Камен на сопнување што е? Че кажавме ние дека неколку работи имаме кои што сметаме дека треба да бидат дискутирани, меѓу другото. Негде околу 60 амандмани се поднесени од наша страна. Како ќе усогласуваме, така ќе функционираме на тоа. Значи, ништо конкретно посебно не можам да кажам, да потенцирам дека ова е камен на сопнување или не. Има делови кои што се усогласени, каде што имаме слично мислење. Има амандмани за кои што имаме во овој момент различно мислење, така да доставиме времето да видиме што ќе Што има обвинување дека ВМРО-ДПМН не го кочи донесувањето на овој закон. Гледате дека ВМРО-ДПМН не е во собранието, ВМРО-ДПМН не функционира, идиме на комисија, дискутираме. Не може да обвините опозиција дека кочи, бидејќи опозицијата, задача на опозицијата е да сугерира, да критикува. Сигурно не можете да очекувате дека опозицијата само ќе ќути и ќе минува се што власта ќе предложи. Првично беа поднесени 81 амандман, сега се 75, дел од нив се повлечени. Дали вие повлековте дел од амандманите? Значи, колку што се сеќавам, дел од ние, да, како претеничка група, дел повлековме за Социјалдемократски сојуз. Не знам, бидејќи свативме дека нема потреба да бидат колку амандмани поднесени. За останатите ќе се дискутира и пак јас ќе кажам она што кажав и порано. Значи, ние ќе се потрудиме да со нашата конструктивност придонесиме да законот кој што ќе биде донесен да биде максимално можно квалитетен. Меѓутоа, генерално оценката кој што ја имавме како партија и кој што на еден начин се надеваме дека нема да биде позадина на освен овој законот, е дека не е законски, не е принципиелно да се прекинуваат мандати на постоечки раководни тела на институции, тоест на Програмски совет на Македонска радио телевизија и на Совет на Агенција за аудио и аудиовизуелни услуги, со носење на нов закон. Што утре други ден ќе се случи, ќе дојдат еден ден избори, може да ќе дојде некоја друга гарнитура политичка на власт, ќе треба таа да донеси нов, условно речено, закон, за да ги промени постоечките тогашни членови на програмските совети. Значи, се воведува една лоша практика, која што утре други ден може на сите нас, зборам како општество, како држава, да ни се удри од глава. Не гледам причина тоа да се направи. Добро, на координациите се договорите подносно, освен за владиното рекламирање што ги имате согласено ставове, ако не грешам, подносно овој. Чи преговорите и договорите траат, затоа се и амандманите поднесени, затоа и всушност функционирањето и процесот на носење на закон преку амандманска расправа. На таа амандманска расправа ќе гледаме максимално што можеме нормално да ги ускладиме, да речем, ставовите.